На почетокот на 70-тите години на уличните забави во Бронкс се појавува еден нов начин на културен израз меѓу афроамериканските и латиноамериканските млади луѓе. На уличните забави во квартот се појавуваат главните елементи на хип-хоп музиката: диџеј, MC или рапер, брейкденс и графити како дополнителен визуелен израз. Накратко кажано, хип-хопот е заедничко културно движење, плод на соработка, добиено со фузија на музиката, танцот, визуелната уметност и јазичкиот израз. Се раѓа како еден вид културен отпор за да се канализира незадоволството на една заедница која што се чувствувала игнорирана и потисната. Хип-хоп музиката набрзо се претвора во еден светски феномен кој како жива, поинаква култура во постојан развој се уште инспирира нови генерации преку уметноста, пораките кои ги праќа и способноста за општествена трансформација. Уметноста на римување зборови на ритмичен начин врз една музичка основа со цел да се раскажат разни приказни и да се пренесе некаква порака е задача на личноста која се нарекува емсинг или рапер. Вечерва со нас Марко Маринковиќ Сладкаристика. Марко, добре дојде. Боле ве најдов, многу фино вака кога почна да читаш како настанало све, се осетив кога да читаш, како сум се родил ја. Не, мислам баш се осетив така кога чув Бронкс, кога чув Скопје, знаеш. Кејф ми е вака што имавме вако фин и убав вовед за луѓето што не знаат со што се бавиме ние, да научат дека е нашево има некаква суштина и дека не сме само тука да збориме и да пцуеме ние. Знаеш. Да, затоа што веројатно многу си викаат, овие само пцујат, само овие песни само се пцујат. дерат, само се караат нешто, а ние кутрите се кршите, да. Правиме дека имам нешто што не држи, што не бутнало у некој ќош и едноставно бараме рака само. Помош да можеме да движиме дале. Знаеш, така да тоа е. Мене ме одушеви, искрено читав, разгледував за хип-хоп музиката и дури открив дека е од Хипити Хопс називот, односно изразот, или има повеќе варијанти, дали од хип-хоп во армијата како се движеле, значи има зашто се вика хип-хоп, ама тоа дека е една фузија од многу работи, а потоа ќе спомнеме и што е емсингот, нели, односно емси, затоа што луѓето го знаат како МЦ и толку. Ништо не им значи дека е мастер of церемонии или нели мајстор за церемонии. На 11 години ти прв пат почнуваш да пишуваш. Јас од таму ќе те вратам сега. Ја пишуваш твојата, односно првата песна Уво, некаде прочитав. Да, тоа не е у хип-хоп форма. Не е у хип-хоп форма, така. Ами е у римувачка форма, тоа е стиховна форма. Углавно пишувам и пред тоа. Уво е првата ствар кај што ја добивам аплауз и би викаат и браво, ти знаеш да го параиш ова. Иначе ја пишувам пред тоа, пишувам песна за мама, за тато, за школото, за малото, за ова, за она. И углавно тоа ми е некако начин да можам ја да го кажам тоа што го мислам без никаква препрека и да тоа звучи фино, занимљиво и цепа
течно, баш онака, без никаква. Марко, јас те знам пречка. веќе неколку години и си фасцинантна личност. Мислам, луѓето што не те познаваат на вистина загубиле. Зошто во старт, зошто од каде ти се појави таа желба дека сакаш да се изразуваш пишувајќи рима? Па види, јас сум многу мал... Како бунтовно дете, како... Па, бунтовноста доаѓа малце доцна, а ја ко многу мал почнувам да дъткам, да пелтечам и не можам да се изразам баш кој што сакам и кој што мислам ја. И ова ми е као еден вид бегство и начин да можам јас да го кажам тоа што го мислам, а да звучи фино. И прво почнува како забава, после тоа ми станува обсесија и сега више ми е работа и еве сум доен овде да зборам за тоа. А бунтот доаѓа после 12-13 години со самата музика, со самиот рап. Што не сум рапер од прва втора, ама пишувам од прва втора. Али рапот која ми влезе у целата прича, ја почнав да пишувам за стварите што ми пречат, што ми тежат и малтене ми биле као издувен вентил за све она што го очекува младо тинејџерче која влага у тие 12, 13, 14 години. Така да мене не ми е ни љубов, не ми е ни работа, мене ми е начин да гума за да не се удавам у овој лут океан од како се вика, од емоции и луѓе. Текстовите ти доаѓаат како? Седиш, размислуваш или едноставно имаш бомбардирање во глава од работи што сакаш да ги кажеш? Веројатно доаѓаат сами, не знам, више не ни седнувам, више у задниве 13-14 години не ни ги запишувам уопште, туку ги склапам у глава. Знаеш, и тргуваш, терориста. Од страна делуе ко нешто посебно, устави, јас само сум изгубил толку многу време на тоа да едноставно више не треба да го запишам тоа. Знаеш, на луѓе што прават музика и чекај да го снимам, да не го изумам. Нема шанси да изумам. Ја мислам, може да изумам да дојам овде, може да изумам да ме одговориш на порака, дека ми е роден ден или слично. Ама тоа као да ми е врежано у глава и не може да мислам, нема шанси да изумам. Посебно ако е нешто добро, ми текнало добар стих, има шанси да го изумам. Така да све е вајда навика и ја више, мислам, пишувам од мои 38, ја више пишувам активно 30 години плюс, знаеш, така да веројатно више немам ни начин од типот на сега ќе седнам, туку едноставно сега дури збориме може да ми текне нешто фино. За каливе, пример. Ако се кали, мали дали, се кали. Овие се кали, тие се кринови. Кринови. Да. Спинови. Ете ти на скринови спинови. Знаеш, имаш во глава листа, спинови. да, и можеш ти да направиш нешто фино. И од самиот муабет, дур сме овде, знаеш. Така да тоа е тоа. Сол музика, фанк музика, латиноамериканската, сите тие се фузираат и во суштина првично почнуваат диџеите да ја пропагираат рап музиката, односно нели прават они што ги кажуваат брейкови за да можат луѓето или да се изразат со брейкденс или раперите да можат да си ги кажат еве овие рими кои што ги и своите мисли. Нели споменав дека најчесто се против нешто, против расна нели
против расизмот, против полициска бруталност. Кај нас нема можеби Кај такви. нас има друг тип на Тоа сега проблеми. да кажам. Така да нашето е спакувано некако, знаеш, у кебаб и бурек. Мислам најпластично да ти го објаснам. Самата култура е начин да можеш да го кажеш тоа што ти пречи и да се избориш, мислам, да пробаш да се избориш, да го смениш тоа. Знаеш, можеби кај нас немало расна, како се вика, Дискриминација. расен проблем или слично, ама па имаме друг тип на секојдневни проблеми, а и секој од нас има проблем и комплекс за некоја ствар што може да си го излечи баш преку оваа ствар, знаеш. Мислам, можеш да најдеш ако самата музика има нешто што може да оправи момент од нашето друштво, за да ние утре бидеме болje, тоа е многу корисна и лековита ствар и треба да ја гаиме и чуваме сите. Мастер за церемонии. Пригаска MC. споменав, е интерпретаторот на рапот. Жанр кој што е најтесно поврзан со оваа хип-хоп музика. Некои ги споредуваат како хип-хоп, односно не ги споредуваат, туку ги поистоветуваат хип-хоп или рап музика, ама не е, затоа што рапот е дел од хип-хоп културата. Рапот Да. е самата музика, Така. хип-хопот е самата култура. Така. А рапот е настанат, баш кој што кажа, фузија на милиарда други црни музики. Углавно све е црнечко и соулот и джезот и ова. Да. И знаеш, едноставно ја никад не сум се фурал дека слушам само оваа музика или таа, ама увек поише ме влечеле тие црнечки музики, типа рок-н-рол, стариот рок-н-рол, джез, соул, шта ти ја знам, углавно све доаѓа од кај нив, знаеш, мислам, све што е убаво, што звучи убаво, доаѓа од некој народ што пред тоа пател у животот. Барем у мојата глава стои тоа, знаеш. Генерално и овде кај нас, тие што се добри рапери, немале нешто многу лесни животи, знаеш. Сигурно имале нешто што ги има нафурано да станат, мислам да земат и да напишат нешто. Пошто обично тоа што ќе го пишеш на рап бит е нешто што ти пречи, ти смета и едноставно сакаш да го смениш. Ме носиш со прашањата. Спомена нели оние прашања кои што сакаш да ги смениш. Ти имаш од нешто се инспирираш, затоа што ти пишуваш и еден друг вид, например, онаа песна која што не ми текнува, нешто беше со романтика, како беше, што е снимена во Венеција со Сања, значи може да биде и Љубовта е, види, делот од проблемот. нашите животи. Да, чим е дел од нашите животи, мора да е и дел од нашите проблеми. Главно, тоа зависи од човекот. Што уствари сака да и какви фази има у животот. Знаеш, имаме у животот фази кога сме малце полигави од што сме. Не знам како да го кажам, ама мислам дека најфино го објаснив тоа. Имаш фази кога сакаш да си малце понежен, имаш фази кога едноставно не можеш да си нежен, си груб. Има фази кога си излуден скроз. Така да. Кажи ми за ова. Да. У нашата ствар има, знаеш, не знам, ја имам слики тука и сум облечен као Бетмен, као Супермен, знаеш. Има дури имаше некои луѓе дури ме судеа според самата улога, пошто види ние сме као актери, некад имаме и улога и играме некоја одредена улога, знаеш. И као ми вика, те гледав, ти не е тоа добро што го правиш, викам, ама луѓе, тоа е улога, значи ја Тоа ми е работа. Значи дека ако
пеам дека сум луд, дека сум стварно луд, или не значи дека ако пеам дека сум Бетмен, дека сум ја стварно Бетмен, знаеш. Или дека мислиш дека Тоа е си улога и едноставно тоа е или терориста. ствар да, ако ти се свиѓа, ти се свиѓа. Не значи ја дека сум дел од тие, не знам, милитантни екстремистички групи, само знам дека е добра фора и онаква малска фора, посебно ако си, мислам, ако си живел тамо на Качер, на она, дека ако е жената бомба, ти е добар филм да си терориста, знаеш, као и фино е за уво и се Точно тие културолошки работи кои што не, си ги уловил, кои што да, знаеш да да ги представиш, а луѓето не може да ги разберат. Да, и е многу тешко рапер која ќе го добие она што му треба, после да го бара она што му смета. Знаеш, ја више не можам да го пеам она што сум го пел пред 20 години, пошто више не ми е баш толку лошо у животот, мислам, јас сум искрен дедичко, Да. не можам да пеам дека е ладно и седам и како пешки идам од центар до дома, знаеш. Се имам 10 коли, може да идам, мислам, можам да идам на 10 различни начини. Ама пробувам да си најдам нешто и што ќе ме забавља или што ќе ми помогне да сум лирички вешт. Знаеш, Точно, лириката не мора да е само за твојот живот. Лириката е, треба да. да е за твојата Барам публика и приказки, публиката да се да. најде во се. Да, ама и барам и начини како да сум шарен, како да сум различен. Пошто види, ние сме толку мали, а ја лично вадам многу музика и пробувам да све што е наредно биде поразлично од тоа што било вчера, макар било и лошо. Болја сум лош и различен, него да сум добар и ист ко вчера, знаеш. Што мислам дека добар ист ко вчера е многу лошо за самиот артист, дека не движи, не иде напред, туку стагнира и е ист кој што бил вчера, тоа е најлошо. Боле да си денеска доле, ама да има некако движење, знаеш, у целата таа линија креативна. Што мислиш дека донесе ти на македонската сцена? Нели гледам имаш првичната група која што си бил член Рап Тврдина, тоа ви е единствениот албум што го имате издадено во 2005 година, а групата ви се викаше Единствена опција. Единствена опција. Не зизам мало дека сме политичка партија, дека така ни се вика. Гласајте за слоганот, гласајте за единствена опција. А после токсикологија. Катастрофа, што да ти кажам. Мислам, имаме такви имиња и толку многу имиња, групи и не знам ти што, комали не може да пофатат. А чекай маце, што е ова сега, што е? Стварно сме биле за карање, ама добро, тоа се детски некои моменти. А зашто сладкаристика? Никош не сум те прашал. Па од мал ме вика сладкар. А сладкаристика излезе ме крсти еден постар батко од мало. Мене ми се свиѓаше дека делува како дисциплина, како наука за да си го засладиш, не да си го засладиш животот, знаеш. Ја барем го гледам тоа така и верувам дека може со мојот начин да си помогнеш, посебно ако си у мојата ситуација, тоа е слична на мојата, можеш да си ги засладиш оние горчливи моменти. Како звучам сега? Филозофски. Новиот албум од оваа година е Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш. Што сакаше да бидеш кога ќе пораснеш? Сакав сладкар, рапер да бидам и да правам албуми. Син ми вика така. Татко ми е сладкар, пеач. И мали е вика, ама чекај се, сладкар или пеач? И пеач и сладкар. Не разбира, малнечок е уште. Сакав, веројатно, знаеш, дека ја многу сум ги
малце чудно, ама ги имам пратено многу Битлси. Џон Ленон и Пол Маккартни ми биле некако као извор на све што надоаѓа после нив, као одни ми биле нешто што, пример, помогнале многу да се измисли ова нашево. Прво почнал Елвис, ама они двајца некако ми биле, знаеш, како сум можел да ги фатам и ја у новото време. Нашите ги слушале и сега дури има нови деца што ги пратат. Елтон Џон има кажано еднаш дека сака да биде среќен, дека тоа му е целта у животот. Не му е целта ништо друго освен тоа. Знаеш, така да ја мислам дека тоа е најточната дефиниција за сите нас. Мислам, секој од нас има некои приватни планови и слично, али ние сите треба да сме среќни. Што и да правиме у животот, мора да сме ние среќни и да се осеќаме фино ние и да не ни е гајле уопште што мислат другите. Посебно го кажуваме ова дека ние сме друштво кај што е многу битно што ќе каже тој до нас или карши нас, што е тотално небитно, знаеш, мислам, онака. Знаеш, сите ние сме ги слушале, тие луѓе не би биле овде кај што би биле, не би се бавеле со ова, туку едноставно би следеле и би некако би се чувале за да не зборат умало. Значи, ние не се договоривме што ќе правиме муабет денеска, дојде без да знаеш што зборуваме. Едно од прашањата ми беше дали мислиш дека музиката зависи од појавата на некои звезди кои го одбележале светот на музиката, тековите кои се менувале на еден или друг начин, мислејќи ќе ти речев дали мислиш дека без Битлси музиката ќе била и ти почнуваш да зборуваш за Битлси, кои се верува. Да, ќе те прашав тоа, дали мислиш Битлси, дали мислиш една Тина Тарнер во еден друг вид музика, или Мадона, или Шер, или не знам, MC Хамер, раперот. Храбрите луѓе устари имаат направено да тој развој нема граници. Главно храбрите луѓе, мислам храбрите артисти се виновни за све ова што се случува со нашата музика, мислам со нашата музика, со секоја музика. Значи, секоја музика што се развива до нема и каде се развива ради тоа што до пред некое време тука биле луѓе што уопште не правеле рачун и туку биле едноставно храбри, не слушале никого, не следеле никого, правила нема и ради тоа што постоеле таков тип на луѓе, музиката денеска звучи кој што звучи и можеме да збориме дека постои музика што е спојна 6 музики од тоа време и постоел некој човек што бил храбар, искочил, станал и рекол ова више не може вака, мора така. Тоа ќе те прашав, дали мислиш спојот на тие стилови сите, дали е добра работа и влодува со плот, нели? Верувам, да, пошто самиот потек да смиксаш ти две ствари е храброст. А посебно ако имаш и луѓе што храбро ќе ја менјаат и ќе ја создават и ќе ја вадат од некои граници шаблони и слично, се уствари луѓето што направиле да ние денеска имаме нови правци на музика, имаме нешто што може да влезе у секој дом, знаеш, не е више самата музика, више мојата музика може да ја слушаат и возрастни луѓе, што не беше до пред некое време, нели, кога си бил некое време, само рапер, беше за млади луѓе, мислам за
деца беше, па после тоа стана за млади луѓе и више доаѓа време кое е за секого, знаеш. До пред некое време, прошла или прошла година се славеше 50 години од првата рап ствар. Значи ти више имаш, мојата музика е стара 50 години, тоа е пола век, знаеш. Да. Тие деца се имаат 70 години, знаеш, тоа биле 20 годишни деца на старт. Сега се стари луѓе што мислам стари луѓе. Возраст. Сериозни луѓе Сериозни. и више мојата музика не е онаква, не е. Да, не е за и ова што е за... Ова не е за мене, ова е само за млади. Кој е више за сите. Од- А тоа доаѓа од храброста на тие што биле пред нас. Оттаму ли ти доаѓаат тие соработки? Затоа што ти си познат по соработки. Имаш прво најмногу со Тони Зен, претпоставувам, со 2 Бона, Па со многу луѓе со многу и под. имам Ама многу со нив по песни. повеќе пати, нели? Да, пошто ни се сме Стилски сте приватно сме блиски. приватно блиски. Приватно сме блиски, да. Видов Пајак, Милион Калиопи, кој друг? Све што е Сите. добро Како ја ги- имам. Ја имам. Па не знам. Ти ли ги некако. бираш, они те бират, ти ги бираш? Па не знам, некако вајда. Имаш со бугарите соработка, со Времето некој... не бира, некако не спаја. Не знам тоа како да го Ти како стануваш и опишам. викаш и денеска Калиопи ми е... Па не, ама со Калиопи гледам нешто различно. Онава е да гледам нешто различно. У мене тема е и одлично. и се спаја, знаеш. Калиопи е, не знам, со мене најдобрата на сите времиња у тоа што го прави она, знаеш. И јас сум многу, мислам, прво и основно ми е многу чест и ми е кејф дека имаме ние таков тип на артист, знаеш, не знам колку години више пее, мислам дека Епа, ако сметаме дека пее од Златно Славиче со Славиче, мојата да. учителка, значи 50 пее... плюс, да. Епа, стварно, и се Да. тоа е. Јас знам колку е тешко да останеш ти до наредна година овде. Сам мисли ти 50 години, тоа е цифра и Тоа е затоа што е квалитет тоа е- кој што нема... и различна. Ја Да. не сум улетал на ништо слично на неа, знаеш, едноставно различен тип на артиста, различен тип на уметник е. Не можеш да најдеш кон неа друг. Ја не викам дека знаеш, Јасно, дека некој друг нема други, има уште многу други што се можеби технички и боле, ама нема као неа никој друг. Мислам, не можеш да кажеш, Изразот што ако не е има она, чувствата. она ке е. Нема тука, она е и тоа е тоа. Што Така треба да да. има една звезда, еве? Велиш технички имаме, ама не мора да значи дека е звезда или не мора да е... Што е за тебе еден добар музичар? Па да, Некој што еволуира, претпоставувам, што аутентичен. И Пред се автентичен. мора да е аутентик, тоа мислам дека е првиот услов за да можеш ти да твориш толку многу години. Треба да е обседнат, мислам дека со ова што го прави, значи нема работа од 8 до 5, па после 5 ако имам време. Туку го правиш тоа и само тоа, тоа. не те занима ништо друго. 24/7 365. затоа не е доаѓаше на часови, така? Молам? Затоа не доаѓаше на часови. Изгледа, видиш? Да. Мислам дека треба да има што треба да има. Треба да не се лета многу. Да не се јаде све што лета, има време и утре, значи не е денеска задњата шанса, па да се залеташ по нешто, по некое смече, па да, знаеш, па да се усмрдиш, па знаеш, да се испереш, знаеш. Така да треба полека да ги абсорбираш шансите што ти улетува, да го одбиваш тоа што не чини, да го земеш тоа што чини и ствари мислам дека тоа се неколку цаки, верувам јас. Уште ја не сум толку долго вече ја правам, за 20 години дека се маткам оде, значи уште 30 ми фалат за да можем да зборам. Лани правеше 15 години, нели? Од 15 години од првиот соло албум. првиот соло албум. Соло Така. албум, да.
главни беше таа 2009. И направи неколку концерти успешни. Тебе во суштина ти е претпоставам подобро да си блиску до публиката и концертот ти е најдобар начин за себе изразување или не? Мислам, нели нормално ја снимаш песната, ама како рапер, како нели мастер, односно мајстор на церемонии, да, треба да си така? Треба да си блиску, да. Со луѓето. Сега треба да види прво и основно ти треба да си близок со луѓето и кога ќе направиш самата ствар. Значи луѓето кога ќе ми ја чујат самата ствар треба да се осеќаат дека се они внатре у целата ситуација. Прво треба и лирички да си близок до нив, после и физички да се близок до нив. Најдобро е, али некако, знаеш како, ко што проаѓа време, не сум толку многу, више го немам оној момент за оние лајвови. Мислам, порано бев, кога стартав со музика, имав по 5 или 6 настапи у недела ден, значи тоа беше излудување, тотално. И кој што проаѓа време, цифрата се намалува и ти пробуваш да работиш само ствари што ти се свиѓа. Тоа е најубавата ствар кај еден уметник, да можеш да бираш ти што сакаш да работиш, да не мораш да работиш и тоа што не кеш да го работиш. Тоа е савршенство, ако можеш да го стигнеш тоа. Гледам да сум близок на било кој начин. Сега гледам да сум близок со луѓето што не гледаат, сега каде да мафнам овде, вака. Така да гледам да сум близок на секој можен начин, што ја сум буквално исти као нив, доаѓам од истото место, го имам истиот нарав се уште и тоа е тоа што не спајаме. Знаеш како викаат, не е најбитно тоа да имаш ти добра ствар, да имаш хит. Мислам, што правиме со хитот, ќе пројде за месец дена, доаѓа друг хит. Да. Ти треба да се споиш со самите луѓе, ако сакаш они да те слушаат, да те пратат и да ти веруваат. Многу исто битно да ти веруваат. Да знаат дека не ги лажеш, дека не ги мафташ. Така да, веројатно е таа близина, што не е само директна физичка, туку е и не знам, и е животна. Каков си приватно? Сања? За нигде. За нигде сум, стварно. Сања, Моша беше малиот тега? Немајте да сте блиски со мене. Моша беше? Молам? Моша беше малиот? Да. Така, добро, не сум запамтил лошо. Оженет за Сања. За се вика на македонски, не е дека за неа си. Имате и фирма за маркетинг, за евенти. Ентертеймент, да. И јас сум ентертеймент иначе. Ти си мастер оф церемонии. Да, јас сум. Марко, каков си приватно, стварно? Весел? Каков сум? Веројатно сум исто ваков кој што ме гледаат луѓето. Не знам, малце сум... Главно знаеш како, мајка ми вика дека сум многу добар. Жена ми вика дека сум за нигде, така да сигурно е нешто у средина, измеѓу тоа и тоа, така да... гледам да сум добар, со тие што се добри, гледам да сум... порано гледам да сум лош со тие што се лоши, ама сега гледам да киднам од тие што се лоши. Нема зошто. Веројатно е да, тоина да се изоштрува и го снемува кој што проаѓаат години и години. Али мислам, ја верувам дека за себе дека сум добар дечко. Не многу добар, ама добар дечко сум. Така да, приватно сум окей. Еве, да речеме. Прегаска кажа забавен сум многу и заборавен сум многу. Ете, тоа се тие две главни. Тоа се убави карактеристики. Потоа ќе те прашам за манија, ама прво ќе те прашам, Прегаска рече дека е битно да сме срекни. Значи, тоа што го работиме или тоа што го живееме, да бидеме срекни. Така што те прави среќен тебе?
Освен работата нормално дека те прави затоа што ти е твое. Да, да види, главно, као и се кој човек некако, знаеш, како сите ние имаме, мислам, имаме некоја основа од тонаква, мислам, имаме заедничка почва на среќата, да се блиските, жена, деца, слично, работа, ако работиш нешто што го сакаш. Што ме прави среќен? Па нешто ме прави среќен вака кога ќе работам нешто со некоја приватно ми е кеф да го гледам и слично. Малце е лошо тоа што више све ми сведува и све ми е врзано со работа. Ако не работам со човек, више не ни се гледам со човекот. Со кумот отвори фирма, само да се гледаме. Иначе врска немам, што се работи таму, само да се гледаме. Некако све ни се претвара у работа, посебно нас, ние сме толку обседнати со ова што го правиме. Дали е песна, дали е спот, дали е емисија, дали е план за утре, план за задутре. Да, може треба малку да се олабавиме, нели? Со тоа Треба да се олабавиме, ама па не знам како, знаеш, како од друга страна се викаш, дај бе, ова ти свиѓа, ова можеш да го правиш Да, цело ама време. луѓето те прифаќаат или не, ти правел што сакаш прави. Така е, да. Ти ќе да. бидеш тој или овој, нели? Да. Што беше со Times Square, кажи ми? Па ништо не беше со Се појавува- Times Square. Times Square е фина, добра и интересна ствар што за мене делувало недодирливо до сега. Стари, ако имаш точни луѓе и овакво, не е ништо, посебно не е ништо страшно. Само делот самиот промо, како се вика, буџет албумот место да беше, иде така? у Инстаграм и иде у ова, што мислам дека е исплатливо. Така да, тоа е една добра фора што мене лично ми беше сонушто од многу мал, мислам, ми беше нејасно прво и основно како може тоа да се деси, ама ние имаме многу наши иселеници у Америка што се имаат снаидено многу добро и што можат да стигнат до места кај што условно кажано не се стига. Така да, поздрав до сите наши у Америка и поздрав до момците што најдоа начин да местоват на Times Square. Не сум овде и на Times Square. Оваа слика многу ми се допаѓа. Слушни, јас не би те препознал, ова да го видам, да не прочитам дека си ти. да. Нема да, не Да, знам. ова е пред 14 години. Забиве уште млечните се тука, бебе. Да, да. Бели се. Пред да ти поставам уште неколку прашања, имам еден подарок секогаш за гостите, тоа е мој превод. Ако не тебе, на Сања ќе се допадне сигурно. Сигурно има. Ама мислам дека и тебе би ти се допаднало. Смешната помисла дека нема да те видам никогаш повеќе. Thank you very much. Каста Дива репрезент. Кажи ми, Марко, што ти пречи кај луѓето? Што знае да те извади? Да ме излуди скроз. Па не знам. Простаклукот порано ме нервираше, сега го хендлам и тоа едноставно се навикнуваш. Некако се навикнуваш и на тоа. Више не ми пречи ни тоа, ми пречат лоши луѓе. Ми пречат лоши луѓе, порано пробуев да се пресметам со нив, ама сега тоа кој што ти кажав преска, пробуем да ги избегнам. Пробуем да не ми пречи со тоа што едноставно нема да ги гледам. Знаеш, онака, не сум ти пречи нешто едноставно. Јас уште на моја возраст не можам да сватам зошто, од каде злобата и зошто потребата да се биде лош, тоа и да се биде злобен. Не можам се уште да сватам. Не знам дали е комплекс, дали е фрустрација, не можат да најдат начин тоа како
како да, мислам, Да го канализираат, генерално па? се нереализирани луѓе. Реализиран човек е свесен дека ако мисли лошо ќе му се врати лошо. Нели? Да. Не е глуп. А ова се би изузетно глупи луѓе што не се свесни. Знаеш, кој што викаме ние, да му умре козата на овој што е до мене, нека умре и мојата, ама нека умре и неговата. Не е свесен дека утре нема да има млеко ни за него, ни за него. Знаеш, мислам, тоа нереализирани луѓе имаат лоши мисли и посакуваат. Реализирани луѓе се свесни дека ако сакаат да се добри, мора и тие околу нив да се добри и да посакуваат добро на другите. Пошто знаеш како, што посадиш, тоа ќе ти никне. Нема како. Која ти е музика со, односно, вистинска вредност? Сега имаме и музика која што за сите луѓе има, нели, за секој пазар има и стока што се нуди, така што и со музиката. Ама имаш ли некоја музика што нека ти е со посебна вредност, да речам, како не само за да ја слушаш, туку и како ти како професионалец, како музичар велиш да, ова има баш да оставиме класичната музика или джеси и ова. Па ја верувам дека секоја музика има вредност. Мислам, буквално секоја музика има вредност и секоја музика што се создала онака природно. Мислам, ја верувам дека и самата народна и турбофолк музика има вредност. После тоа се некој го наоѓа, го пакува и од тоа почиња да прави бизнес и се дешава, Боже ме садчувај. Али изворното, првата ствар што излегла од тој правец, сигурно е природно, сигурно е добро. Ја не слушам секаков тип на музика, ама некако ценам, знаеш. Пошто јас сум прошол фази која мојата музика не се ценела. Тоа не е музика, вие не пеете, вие зборите, само пцуете и слично. Збориш и пцуеш, збориш, да. И некако не сакам да фрлам хейт на ниједна друга музика, па што ја знам ни што сум прошол. Прво дома, ти да ја убедиш мајка ми у 97-8, мајка ми и татко ми дека постои музика и тоа е музика и дека тоа е добро. Па тоа било, нема шанси. Што ќе ни кажеш за крај? За жал, доаѓаме до... Не знам што да кажав све. Кажав све. Слушајте ми го, новиот албум го има на Apple Music. Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube и слично. Преубаво. Ти благодарам. Беше со нас вечерва Марко Маринковиќ, слаткаристика, слаткар за мене си го викам. Еден од најдобрите рапери во Македонија, ако не е, па да, не е единствениот, ама еден од најдобрите. И се надевам дека успеав да ви доловам дел од неговиот живот, професионален и приватен, да ви го представам каков што на вистина е. Ви посакувам пријатна вечер и се гледаме следната недела.